Министерството за образование и наука го објави конкурсот за студентски стипендии за академската 2022-2023 година. За оваа година предвидени се вкупно 3000 стипендии, а воведени се и 3 нови категории, поради, како што велат од МОН, информациите за недостиг на кадар во одредени области. Меѓу новите категории се предвидени 30 стипендии за студенти запишани на студиски програми од областа на земјоделските, ветеринарните и шумарските науки, како и 15 стипендии за додипломски студии за преведување и толкување од македонски на албански јазик и обратно, и преведување и толкување од албански на македонски јазик и обратно. Дополнително, 15 стипендии се предвидени и за студентите запишани на додипломски студии по историја на уметност, археологија, ликовна уметност и етнологија и антропологија. За редовните студенти од социјални категории се наменети вкупно 1470 стипендии. За студентите од научните подрачја на техничко-технолошките, биотехничките, општествените и хуманистички науки се предвидени 770 стипендии, додека 85 стипендии се обезбедени за студенти запишани на студиски програми по информатика. Од Министерството за образование и наука информира и дека 15 стипендии се предвидени за студенти запишани на програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенските книжевности. Понатаму обезбедени се 500 стипендии за студентите запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математички, техничко-технолошки, биотехнички и медицински науки и кои постигнале просечен успех од првата до тековно запишаната студиска година од најмалку 8. 30 стипендии ќе им бидат доделени на студенти запишани на студиски програми по хемија, 20 на студенти на физика и 20 на студенти по математика. Предвидени се и 30 стипендии за студентите запишани во прва година на студиските програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование. Условите, критериумите и потребните документи за аплицирање се наведени во конкурсот, кој е објавен на интернет страницата на МОН. Оваа година аплицирањето е исклучиво електронски преку порталот e-услуги на МОН, а хартиени апликации преку архивата на МОН нема да се прифаќаат. Рокот за аплицирање трае до 5 декември. Сите категории на стипендии се доделуваат за 9 месеци во текот на студиската година и се во износ од 6050 денари со исклучок на стипендиите за студиските програми по хемија, физика и математика, како и новите за земјоделските, ветеринарните и шумарските науки, кои изнесуваат 18.000 денари месечно. Во меѓувреме се уште е непознато дали државата ќе ги изедначи стипендиите на повисокиот износ за оние студенти што го оствариле правото на стипендија во некоја од претходните години, зашто Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди индиректна дискриминација.